Во овој дел би сакал да ви прикажам како квизот може да го изведете во живо, но пред тоа би ви покажал уште една опција при креирање на нови прашања. Доколку сакате квизот да го дополните со уште едно прашање или доколку сакате да одземете прашање, секогаш може да одите со опцијата Edit. Кога ќе одберете оваа опција, ќе ви се отвори ова прозорче. Тука ги гледате од левата страна сите други прашања од квизот кои што претходно ги креиравме. Додаваме ново прашање со опцијата Add Question, бираме прашање со повеќе члени одговори и прашањето кој што тука сакав да го поставам, а е поврзано со опцијата внесување на видео на квизот е како се вика планетата прикажана во видеото. Значи, тука сакам да ви прикажам како можете да внесете и видео вашите прашања. Бирате видео кој што е поврзано со темата, во моментов одбрав видео кој што ја прикажува планетата Марс и го копираме линкот до тоа видео, а го внесуваме тука во YouTube линк. Штом ќе го внесете видеото, самото видео ќе се прикаже, нормално нема да го прикажете целото видео затоа што е долго, бирате точно од која секунда до која секунда нели би сакале да ви се прикаже видеото и откако ќе ги одберете секундите, кликате на Done и на крај го додавате со опцијата Add. За да има избор ученикот, му се даваат 4 планети тука, еве да речеме Меркур, еве да речеме Венера, Земја и Марс, што значи дека го бираме точниот одговор Марс. Откако сето ова е завршено, може да коригирате или да проверите дали ви одговара бројот на секунди, или дали сакате да им дадете повеќе поени за ова прашање и кога сте готови, притискате на Done, ви се дава опција да го тестирате кахутот, да го изиграте во живо или само да го зачувате. Доколку го зачувате, ќе ви се појави на вашиот профил во делот за кахут квизови кои што се ваши. Доколку сакате да го играте во живо квизот, селектирате Play, кликате на Play и ќе ви се даде опцијата да Teach или Assign. Teach е опција која што ви нуди да го играте квизот во живо, додека Assign ви нуди да им го дадете на учениците како домашна задача. Ја бираме опцијата Teach, се појавува квизот, имаме опции кои што можеме да ги селектираме, например можеме да ја селектираме оваа опција каде што овозможува да самите ученици, тоест самиот Kahoot генерира кориснички имиња за учениците кога ќе се вклучуваат во играта, за да избегнете нели незгодни имиња од страна на учениците, или може да барате само да ги внесат нивните имиња, лични имиња, така што доколку не го внесе своето лично име, може ли да го отстраните од квизот. Имате можност да ги поставите прашањата да одат во редослед кој што е мешан редослед, исто така важи и за одговорите, значи може да го направите on да ви биде или off, и имате опција да учениците се приклучат преку 2 чекори, со тоа што на ваков начин го заштитувате вашиот квиз од несакани нарушување, тоест влегување на ученици од страна кои што би можеле дури да ви го хакираат квизот, затоа што постоеле такви опции претходно. Ја бираме опцијата Classic, се појавува ова на екранот и ова што го слушавте е музиката во лобито, може тука на ова копче да ја исклучите музиката, за да може полесно да се слушате со вашите ученици. Тука ви е прикажан пинот на играта, кој што треба да се внесе во апликацијата Kahoot, кој што претходно ќе ги замолите вашите ученици да си ја симнат на нивните телефони. Вака изгледа таа апликација, нели? И тука треба да се внесе и самиот пин. Значи внесувам 373-801, кликам на Enter и следно што ми се појавува е да го внесам своето корисничко име. Само да е така. И три, 7, 3-801. Внесувам името Перо. И сега треба да го подредам, да ги подредам овие опции по ред, по истиот редослед по кој што се прикажани на екранот во период од 7 секунди, затоа што секој наредни секунди се менува редоследот. Еве сега е црвеното, синото, жолтото и зеленото, и штом ќе ги погодите во правилен редослед, ве внесува во играта. Штом ќе бидете внесени во играта, може да започне со тоа што наставникот ќе кликне на опцијата Start.
И еве ќе ви прикажам како може да учениците играат таа игра. Значи, првото прашање, пред стотици години луѓето верувале дека празно место била центарот околу кој кружеле планетите, сонцето и месечината. Ученикот ќе треба да внесе, да го одбере точниот одговор, а точниот одговор го бира на мобилниот телефон со притискање на опцијата која што смета дека е точна, а тоа е опцијата Земјата. И ете, одговорот е точен, одиме со следно прашање. На табелата ќе се видат поените кои што се постигнати и редоследот на учениците според постигнатите поени. Следното прашање треба да ги наредиме планетите по прависен редослед. Започнуваме со Марс, следна е Јупитер, следна е Сатурн и следна е Уран. И кога сме готови, тука. Штом ќе притиснете на Kahoot копчето, иако ви одговорот точен, го добивате и ова на вашиот екран. Клика наставникот на Next, учениците го чекаат следното прашање. На третото прашање, која од следните планети ви е омилена? Значи, ова е анкетно прашање, нема точен одговор. Еве, јас ќе кажам Сатурн, доколку има различни ученици, ќе одберат различни опции, ќе се прикажат сите опции тука горе. Одиме со следното прашање, четвртото прашање, како се вика планетата прикажана во видеото? Ќе почекаме малку, видеото веќе ни покажува некои слики и фотографии. Учениците треба да одлучат дали е тоа Земјата, Меркур, Марс или Венера и својот избор го обележуваат на самите нивни мобилни телефони. Доколку е одговорот точен, пораката е correct или точно, одиме со следното прашање, повторно на табелата се гледа резултатот од постигнатите точни одговори и како се вика моделот кој се базира врз идејата дека Сонцето е во центарот на планетарниот систем. Тука ќе треба да се одговори со краток одговор. Еве тука. Heliocentrician. Еве го точниот одговор. И нели добиени поени кои што ќе се бидат повторно забележени на табелата и одиме со последното прашање, шесто прашање, четвртата планета во сончевиот систем е Јупитер. Треба да одговорам со точно или неточно. True е точно, false е неточно, ќе одберам со false и одговорот е точен и тука веќе стигаме до крајот на играта. На крајот се гледа кој е прво, второ и трето место. Во случај затоа што сум единствен играч, единствено сум јас на првото место и со тоа завршува и нашата презентација за тоа како би требало да го користите Kahoot. Се надевам дека беше доволно информативна ова презентација и ви посакувам успешни активности и онлайн и за време на час, за време на вашата настава.